Како и минатата година со представата Викенд на мртовци, така и оваа година ние решивме да ги собереме ветераните, односно некогашните членови на театар Чин 4 сцена 5 и да направиме една театарска представа со која што ќе можеме да собереме што повеќе средства за да направиме уште една донација онаму каде што мислиме дека е најпотребно. Овој пат работиме представата Солунски патради, повторно на големиот и безвременски Миле Поповски. И свесни сме за предизвиците кои што ни ги носи оваа представа со оглед на тоа дека Солунски патради во историјата на македонската театрологија е една од најиграните представи воопшто, тргнувајќи од изведбата на Драмски театар, која што ден денеска не може никој да ја турни, изведбите во Битолски, во Прилепски театар се разбира, а згора на тоа можеме да додадеме и таа серија од 86-та година во која што играат нашите големци од Прилепскиот театар и од Скопје. Но ние и овој пат, како минатата година, ќе гледаме да дадеме еден наш условно речено собствен видик на целиот текст на Миле Поповски и со тоа да донесеме една нова енергија и одново да го разбудиме, да речеме, прилепскиот мајтап во Солун. Премиерата на представата е планирана да биде за нашата годишнина, тоа е некаде 17 март, здравје Боже. И сите средства собрани од продажбата на влезниците ќе ги донираме во хуманитарни цели, како што го направивме и лани. Наполеон Бонапарт им е изјавено дека само две работи можат да ги обединат луѓето, а тоа е интересот и стравот, но ние овој пат ќе покажеме дека и под желбата да се помогне онаму каде што е најпотребно од една страна и желбата повторно да уживаме во благодетите на театарската уметност е она што може нас сите да не обедини. Представата нема да биде со некоја современа визура, заради тоа што според мене тоа би било сквернавење на текстот, пошто јас Миле Поповски кога станува збор за комедија лично го сместувам во големците како што е, не знам, еден Чехов, еден Шекспир, заради тоа што тој што успел тоа да го напише и ден денеска, значи е останато како трајна вредност во културата и нема ние да го сквернавиме текстот. Јас за жал гледав една современа поставка на Солунски патради и стварно ми се гадеше, но нема тоа да го дозволиме, значи ние ќе гледаме да поставиме да биде што може поавтентично на упатствата на авторот. Немаме одлучено каде ќе одат овој пат, заради тоа што лани од преголема амбиција на крајот успеа. Лифтот не излезе заради тоа што во центарот Џуница целата инвестиција излезе за 40% поголема отколку вкупната сума собрана од картите. И ние сепак, кога веќе тргнавме, што викаваме, ние прилепчеме, ако се фати зорото ќе го доиграш, ние направиме таа донација која што кошташе 9.500 евра, но овој пат, значи, прво да видиме на кого му е најмногу потребно, па тогаш ќе донираме. Но сепак тоа би било некоја повторно, условно речено, физичка донација, видлива физичка донација. Па видите, не се откажуваме ние од идејата за лифт, но за да се реализира таа идеја, лифтот е веќе пола платен, by the way, за да го направиме тоа, ние чекаме расположение за соработка од другата страна. Кушлуко се настано, значи, ако почнам да кажувам, тоа би било сосема нова пресконференција, само би кажал дека за да има договор, треба да има расположение од двете страни. А ако нема расположение од двете страни, тогаш чуму ти цело време подаваш рака, нели? Пошто лани ние дониравме и рампа на театарот Војдан Чернодрински за пристап на лица со хендикеп и повторно сме третирани како, не знам, ние сме веќе 14 години тука, 1300 луѓе си има свртено, а повторно не третира како, не знам, како странци, буквално како аутсайдери.
Огромна чест и задоволство ми е што повторно имам можноста да играм во ваква представа со овие луѓе, затоа што и минатата година играв во Викенд на мртовци. Верувам дека повторно ќе направиме представа за која што ќе се зборува и луѓето ќе сакаат повторно и повторно да купуваат билети. И иако се работи за комедија, сметам дека публиката треба да го види и она како луѓето живееле во така наречено турско време, како што авторот го опишува, и кои се нивните проблеми, кои се проблемите на ликовите, како тие се справуваат со целата ситуација што настанува во представата. Сум во театарот уште од далечната 2007 или 2008 година. Значи, тогаш почнав како средношколеца, сега сум веќе возрасен човек, да речем, што ми остави цел и задоволство ми е да се вратам со овие помлади дечки, да играм повторно во представа. Саша ни понуди со претходната изведба на Викенд на мртовци, како ветерани да се вратиме, и со огромно задоволство прифатив на нештото, за да имам таа чест да работам и со постарите и со помладите. И најголемо задоволство ми е што сакам да помогнам на некаков начин на останатите луѓе каде што му треба помош, така да и затоа најмногу прифативме да играме, пошто е хуманитарна. Бидејќи секој не може да помогне на било каков начин, ама сепак има, ако сакаш, нешто да направиш за останатите. Представата на вистина Солунски патради е извонредна. Ќе се обидиме да направиме нешто многу подобро од Викенд на мртовци. Ќе вложиме се што можеме од наша страна. Не е лесно да се игра ваква представа, но наше е да се потрудиме и да представиме на публиката она што сакаат да го видат, да бидат задоволни.